Сега ќе зборуваме повторно за сообраќајот во главниот град, но сега сме кај таксистите и тие се со проблеми за кои што се обраќаат до градот Скопје, до градоначалничката, нели да им излезат во пресрети, доколку може сето тоа да се реши како проблем. Неколку подточки се ставени во писмото кое што вчера од групацијата на автотакси беше испратено до градот Скопје и се очекува нели одговор од самиот град. Зборувам со Сашо Рајчановски, председател на групацијата за автотакси превоз во Скопје, член на Советот за сообраќај на град Скопје. Добро утро. Добро утро. Како сте? Па, фино така. Така. Реков, тазе, нели, ова писмо испратено до градот Скопје од автотакси групацијата, нели? Вчера на пладне. Вчера на пладне, доставено до градот Скопје, се очекува одговор, верувам дека брзо или до првата седница ќе биде сето тоа разгледано и ќе имаат некакви одговори на сите овие забелешки кои што вие ги имате ставено во писмото како групација, не вие, нели, како председател. Но во секој случај би сакал малку денеска да образложиме со какви проблеми се соочуваат таксистите, нели, и што ве наведе нормално до ова ситуација. Такси превозот и понатаму ни е во хаос. Па така што логично прво прашање ни е од кога е такси превозот во хаос? Дали воопшто беше решено нешто со такси превозот во главниот град и од кога се провлекува овој проблем? Значи, проблемот во таксито почнува на крајот на мандатот на градоначалникот Коце Трајановски. Значи, од тогаш почнува. Со Шилегов се продлабочи многу, бидејќи ништо, еден состанок имавме со Шилегов и ни кажа ќе го решиме проблемот со некоја си комунална полиција, што ќе се направи, кога, не знам. Добро. Значи, толку беше, он беше незаинтересиран. Еве сега не само што се продлабочува проблемот, него се јавуваат и нови проблеми во такси превозот. И така да моравме да го дадеме ова барање. Ние го доставивме и до градоначалничката, и до Советот на град Скопје, и до секторот за сообраќај, и до инспекцијата. Значи, секаде комплетно да го имаат ова, да знаат што е. Па сега, дали ќе преземат нешто или не, ние тука ништо не можеме. Значи, наше е само постојано да укажуваме на сето ово. Но очигледно имаме проблем генерално со сообраќајот. Ете, нели, превозниците протестира, долгови кај нив и така натаму, и тие се бореат за решавање на нивните проблеми. Еве сега такси сообраќајот, генерално сообраќајот ние можеме да кажеме во хаос во главниот град. Добро е што со градот немаме должничко доверителски односи. Да, не ви се должи. Градот е надлежен орган за издавање на лиценци, изводи од лиценци и организатор на такси дејноста во градот Скопје и како таков има обврска да го среди таксито во градот, значи да овозможи нормално да функционира таксито во градот, нормално и да се грижи за безбедноста на граѓаните кои користат такси превоз. Да. Ние ги укажавме проблемите ни како 7 точки, така ги дадовме, значи тоа се главните. Би сакал да ги продискутираме, нели, одделно, затоа што, нели, секоја точка си е навистина голем проблем за вас и за сите оние кои што легално го ја работат таа дејност, нели? Такси превозниците. Значи тоа се проблеми со жолти, па ќе се навратам после. Одиме на едно по едно, би сакал жолтите баш на тоа да се задржиме, затоа што жолтите таблици, нели? Затоа што тоа некако се многу се зборуваше изминатите недела две како проблем со издавање на лиценци, проблем со лиценци, жолти таблички, неможење на вадење, неможност да се извадат жолтите таблици. Каде е точно проблемот со жолтите таблици? Што е проблемот со жолтите таблички? Значи не е проблемот недела две. 2 години е проблемот. Ние очекувавме дека ќе се реши тој проблем. Значи, ова е школски пример како не треба да се носат закони ако не се контактира она фела за која се доноси тој закон. У случајот 2018 година конкретно градоначалникот Шилегов со владата, мислам, знаеме кој биле од владата, донесуваат закон за жолтите таблици, мислам се излезе тој закон за жолтите таблици и овозможуваат да може да се издаде лиценца на такси возило без да има вработено такси возач. Тоа многу пати сум го кажувал.
Божем дронови се. Да. Значи, школски пример. Сега што се случува? Таксистот сака да го смени возилото, сака да земе еколошко возило, иде во град Скопје, вика, сакам да направам промена на возило. Викат, нема проблем. Донеси жолти таблици, ние ќе ти издадеме лиценца, бидејќи според законот мора на жолти таблици ние да издадеме лиценца. Иди, вика, од технички преглед. Таксистот со новото возило, нели, иде на технички преглед кај полицаецот таму и вика, дајте ми жолти таблици за да ми дадат лиценца. Во ред, ние ќе ти дадеме жолти таблици, али дај ни лиценца. И тук... Смешно е, али да, така функција. Да. Значи, хаос е. И тоа, пред година дена имаше една средба, од градот има средба со МВР, со не знам кои соодветни нели институции, се договорија, да ме готово, дека ќе се договараат да го решат проблемот. Што да ви кажам, мислам, вистина е. Значи, сега сте во лавиринт, односно таксистите. Пинг-понг, нели? Пинг-понг. Овде вика дај ми таблици, а овде вика... Ова е реалноста. Значи, градот вика, не сакам јас да го кршам законот. Полицајецот вика, не смеам вика тоа да го направам. И никој не го решава проблемот. Веруваме, ајде, ќе се реши проблемот. И градот ќе се заложи. Да. Секторот за сообраќај, не знам, они си знаат. Сите овие барања кои што ви се не треба ништо финансиски да се превземе, се треба само нели генерално да се разгледа и да се Имаме проблеми со возила без лиценца, да Така. таксисти што ги викаме. Еден куп има низ градот, никој не ги брка. Имаме проблеми со лиценцирани таксисти кои немаат фискални таксиметри. Па треба некој да провери дали има или нема. Имаме лиценцирани возила со диво наштелувани фискални таксиметри. Диво наштелувани. да врти повеќе, да објасниме на... ние се договоривме со штелувачите, кои ќе штелуваат, да им стават налепничка на задните врати, на прозорите на задните врати, дека е штелувано од тоа и тоа инспекциско тело. И точно далеку се гледа колку возила низ градов имаат мали налепнички, ценовници се тие, на задните врати. Значи, им даваат опција. Вика 3000 да ти го штелувам, да добиеш сертификат, или 1000 на диво. И са тие на диво што се штелува, ние не знаеме по која цена се и како се штелувани. Да. Диво наштелуван. Да. Значи, нема ни налепничка на таксиметерот, нити пломба има, нити пак налепница на вратите, ама некој треба тоа да го провери. Јасно. Значи, имаме непријавени такси возачи. Не само околу диво наштелуваните. Тие може да се најдат и во овие кои што се регуларни такси возила. Значи, кажав, лиценцирани такси возила. Добро. Лиценциран, тој има лиценца. Ама Добро. диво му е наштелуван Значи, таксиметер. ништо не ми влева сигурност дека ќе платам колку што треба да платам, иако сум се качил во лиценцирано возило. Само ако видите на задните налепница. врати, ако има налепница ценовник и пишува кој инспекциско тело го Тогаш сум штелувало. сигурен дека тогаш сте сигурни. добро. Значи имаме Кај застанавме? лиценцирани такси возила со непријавени возачи. Добро. Значи градот нема поима кој вози такси. А пазете, он е организатор на такси деноста. Значи, возат пензионери, тоа и прошлиот пат го Тоа сакав и да кажувавме. прашам дали пензионерите ги решивте или не. Ма не. И како да да ги да разговараме, но во ги- секој ама, случај се работи за безбедност во сообраќајот, да не свати никој погрешно, не. Стално тоа кажам. Така Како е. може пензионер, него веќе му има завршено работниот век. Јасно. И сега пуштаме деца да се возат со такси со пензионери, непријавени. Од која причина не е пријавен тој такси возач? Да. Може би не е подобен за такси возач, ние не знаеме. Јасно. Мислам, знаеме дека не е пријавен за да не плаќа придонеси така. Јасно. Собственикот на фирмата. Но кој ќе преземе одговорност доколку не дај Боже нешто се случи. Не дај Боже. Еве имавме сега ситуација, се јавува, па мене баш ми се јави некоја девојка, вика лиценцирано возило све, ме вози вика со некој стар таксиметар и релација која чини 150 денари ми наплаќа 250 денари. И она вика, дајте ми фискална сметка, ќе ви платам 250 денари. Јас не ви давам повеќе од 150 денари. И тука настанува расправија. Па он нема ни обврска ни да плати ако не добие фискална сметка. Тоа постојано кажувам, што не ви издадат фискална сметка, не сте, граѓаните не се во обврска да платат. Така е. Затоа што еве кажуваме што се случува со таксиметрите во такси возилата. Зборувам и во лиценцирани такси возила. Значи, го гледате бело-жолто, има лиценца на шофершерната, а таксиметрот е хаос. Да. Значи, тоа го кажавме,
Па, отприлика тоа се проблеми со Барањата и образование. точките наведени во ова барање кое што го доставивте, уште ќе споменеме вчера до градот Скопје за да се разгледа и да се решат сите овие проблеми кои што нели таксистите ги имаат имате овде наведено 1509 таксисти. Вака сега, значи сето ова представува нелојална конкуренција, сива економија, не? Јасно. Мислам, едноставно ја доведува во прашање безбедноста на патниците, го зголемува метежот во сообраќајот, многу го зголемува загадувањето во градот. Значи, затоа бараме од градот да се реши овој проблем, бидејќи тоа е нивна обврска. Они можат тоа да го направат, во изминатото видовме првиот мандат на Коце Трајановски, како се реши за кратко време. Сето ова, ништо не може од ова. Значи, не собра сите и вика да, јас сакам да го решам. Значи, битно е дали сака да се реши проблемот. Го реши проблемот за неполн месец, за 2-3 недели се реши проблемот. Јасно. Значи, во колку се реши овој проблем, не само таксито што нормално ќе функционира, него ќе имаме намалување на загадувањето, тоа одговорно го тврдам. Бидејќи најмалку 1500 возила ќе има помалку во градот. 1500 возила, по наши рачуници, трошат некаде околу 24 тони гориво во денот. Ајде да замислиме како ќе изгледа тој оджак, што ќе троши 1 тон во саат, 24 тона. Како би изгледал тој, као рек битоле, како би изгледал тој оджак? Значи, сериозна е работа. 1500 возила непотребно ги загадуваат граѓаните. И не е само тоа. Него, рачунете дека во колку се бара, нели? М1, М2, да видат кој е пријавен, кој не е пријавен. Ке имаме брзо пријавување на вработени од 1200 до 1500 луѓе. Значи, ќе се намали бројот на невработени. Државата, буџетот, само по основ на придонеси, ќе земе некаде околу 200.000 евра, збориме на најниската плата, нели? 200.000 евра месечно. Тоа се 2,5 милиона годишно. Тоа е сериозна бројка. Јасно. Зашто? И се значи автотакси превозот ќе биде среден. Значи многу побрзо ќе функционира. Сега, што е битно? Инспекторите за патен сообраќај, кога излегуваат на улица. Значи треба да бараат само 3 работи. Важечки извод од лиценца на соодветното возило, зашто има лиценца се води на Мерцедеса, тој вози Шкода, ама залепил, нели дека има лаже луѓе. Да. Значи, важечки извод од лиценца на соодветното возило, една работа, сертификат за уредно штелони баждарен таксиметар. Нормално тоа мора да го бара. Основни документи. Да, тоа да речеме дека и образец М1, М2 дека човекот што вози е пријавен, за да нема нелојална конкуренција. И да знаеме кој се, кога е веќе пријавен, тој е обележан, веќе знаеме што е. Значи, веруваме дека градот нема да дозволи вакво труење на граѓаните. 20, ќе повторам, 24... И оштетување на граѓаните што се однесува до цената на превозот, односно со овие таксиметри кои што значи веруваме дека тоа нема да го дозволи. Веруваме дека сака да биде пополн буџетот за 200.000 евра месечно. Така е. Веруваме дека сака да има повеќе вработување. Значи, се е јасно, значи не треба една банка, значи нула. Финансиски средства нула за да ова помине. Вие едноставно барате да се почитува законот, односно да се воведе законот и редот. Да, има закони, одлуки, прописи, само треба да се почитуваат. Верувам дека ќе наидете нели на слух и веќе за брзо време ќе имаме можност да се увериме дека нели целиот овој проблем и овие точки на кои што се жалите се разгледани и решени. Благодарам. Да, оставам уште една реченица, може. Да, сакам да се реши. Не знам дали ќе се реши, али сакам. Не може преку ова да се помине.
тука сме ние, ќе ги информираме граѓаните, се разбира, а тука сме и за се оно што треба да го споделиме со нив и во иднина, нели, за да го решиме и да имаме регуларно нормален такси превоз како што треба, така, со почитување на сите закони.